На нашата имейл адреса пристигна прашање од телевизија Сител. ВМРО ДПМН повторно го актуализира предлогот за експертска влада и премиерот Заев бараше посебен тип на влада, широка коалиција, за да има национално обединување и реформи, дури ја отвори и можноста дека тој би се тргнал од премиерската позиција, ако тоа е во интерес на создавање на ваква влада. Дали СДСМ е подготвена да седне на преговарачка маса за експертска влада? Прво мислам што граѓаните заслужуваат одговор од ВМРО ДПМН за овие скандали кои се поврзуваат со нивната партија, затоа што тоа се сериозни скандали поврзани со финансиското работење нивно. Темата околу експертска влада граѓаните ја затворија на изборите. Сите добро се сеќаваме дека пред неполна цела година имаше предвремени парламентарни избори кои беа спроведени од техничка влада во која ВМРО ДПМН имаше своји министри, дополнителни заменици министри и кои се согласија со изборните резултати. Врз основа и денес затоа имаме и впрочем политичка влада која што да напоменам дека и беше изгласана и доверба неодамна. Граѓаните го дадоа својот глас, но председателот Зоран Заев даде една идеја, а тоа е неговата визија за тоа како да настапи национално помирување во нашата држава. И таа идеја е упатена пред се до честните членови на ВМРО ДПМН, а после овие скандали на сите не јасно дека Мицковски не спаѓа во нив. И токму затоа мислиме дека Мицковски не е адресата до кого е упатена оваа идеја за национално помирување. Сметаме дека Мицковски како губитник на многобројни изборни циклуси до сега нема ниту капацитет, а ниту кредибилитет да учествува во реализацијата на оваа идеја. Ви благодарам.